Почитувани, грижата за граѓаните за решавање на нивните проблеми се покажува со дела, а не со празна реторика и ефтин популизам. Втора година поред општина Прилеп издвојува средства за субвенционирање на дел од трошоците на граѓаните за купување на грејни тела со инвертор и велосипеди. За субвенционирање на инвертори оваа година од општинскиот буџет беа издвоени 4 милиони денари, како 1 милион денари за набавка на велосипеди. За разлика од минатата година, кога заради помалиот број на апликации не беа потрошени сите средства предвидени за таа намена, годинава интересот на граѓаните за јавниот повик, кој беше реализиран по принципов прв дојден прв услужен, беше огромен. Со цел да не бидат оштетени оние граѓани кои своите барања ги испратиле во дозволениот рок заклучно со 6 април, на последната седница на општина Прилеп, Советот ја измени и дополни претходно донесената одлука за определување на максималниот износ на доделените субвенции. На тој начин, сумата за субвенционирање на дел од трошоците за набавка на инвертори беше зголемена за 143.000 денари, а таа за велосипеди за дополнителни 637.000 денари. Конечно, тоа значи дека со годинешниот јавен повик општина Прилеп субвенционираше дел од трошоците на граѓаните за набавка на 415 инвертори и 340 велосипеди. Она што треба да се потенцира е дека на последната седница на општинскиот совет одлуката за издвојување дополнителни средства за субвенционирање на што поголем број граѓани беше донесена без гласовите на советниците на ВМРО ДПМН. Со тоа, ВМРО ДПМН директно застана против интересите на граѓаните на општина Прилеп и уште еднаш го покажа вистинското лице. Дека пристапот на општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и локалната самоуправа, предводена од градоначалникот Илија Јовановски, е сериозен, потврдува фактот дека општина Прилеп денеска започна со исплата на средствата за набавените инвертори и велосипеди. Тоа значи дека заклучно со денес сите граѓани на своите сметки ќе ги добијат субвенционираните средства. Почитувани, ВМРО ДПМН е партија во која што ништо не е сменето и во чиј фокус се единствено интересите на поединци од партиската врхушка. Тоа е истата она антидржавна и антинародна политика која злосторничкото здружување ја практикуваше 11 години на централно и 12 години на локално ниво. За разлика од нив, СДСМ останува доследен на градењето на концептот едно општество за сите. Концепт кој подразбира подеднаква грижа за сите граѓани, без разлика на нивната етничка, партиска или било каква друга припадност. Граѓаните ги прифаќаат таквите политики, кои резултираа со членство на нашата земја во НАТО и приближување на чекор од Европската Унија. Заради сето тоа, како и заради реализираните проекти во изминатите 3,5 години на предстојните локални избори, граѓаните повторно ќе му ја дадат довербата за нов 4-годишен мандат на кандидатот за градоначалник и на советничката листа од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ви благодарам.